Че убаво се бајля. Мераци. Мераци. Добро утро сите, добро дојавте во ново влогче. Ново влогче. Ново влогче. Како што знаете, немаше видеа неколку дена. Вчера излезе првото Q&A. Ми се насобра многу работи. Ми се насобра есеј, тестови, домашни и као заврши сите тоа викам добро, таман сум слободен. И следниот ден си го земав за одмор, затоа што викам као еден ден не могу, као морам да ставам на пауза и YouTube. И одморив, земав енергија и денеска викам фаќам камера, денес мора да направам влог. Сакам да направам влог, сакам да биде јако, сакам да биде шменци, фенци, шменци. Сега во ветов одам, не знам каде одам. Одам, а не одам. Одам. Си ги земав работите со мене, и одам да доручкувам, но пред да доручкувам сакам да шврцнам до музичката зграда, затоа што сите овие денови каде што не правев влогови, истите денови не свирев клавир. Еднаш или два пати мислам седнам да свирнам. Или ова многу е гласно, е. Како и да е, ќе сакам да отидам малку да посвирам. Кој е волку висок да можеме волку да работи? Тоа не ми е јасно. Ова се вика пулт инаку за нотие и као песната што ја спомнав вчера од Тоше и Каролина Немир. Имам желба таа да ја научам, никош ја немам. Ќе почнам реклама. Сакам да ја фатам вака. Не икам да ги отворам акордите. $3 or the Ibotta Morning Person meal. Build your breakfast with favorites on McDonald's new $1, $2, $3 menu. Новото мени на Макдоналдс. Еве. А не е толку тешко. Океј. Мислам дека ја фати. Ако случајно немате чуено, песна се вика Немир и од Тоше и Каролина и ќе има линк во description, така да ако сакате прво да отидете таму да ја чуете или можеби после видео да ја чуете, можете. Дали е доста нешто да смена, кому да кажа, без тебе не можа. Светот да сакаш, бити го купи, грешеш што грешеш, само Бог би ме искупи. Пројде многу време, сама спијам, а ме гала копнежи. Уште сакам тебе, ти си дел од сите мои молитви. Ти си немир што ме тера да се премислам, да верувам во љубовта, да научам да простам, зашто секој простува и барем еднаш се покајува. И барем еднаш се покајува. Преубава песна. Одам на доручек. Малку покасно во денот се префрлувам на телефон затоа што сум толку многу паметен и си го заборев GoPro-то.
многу битен дел од трчање. Паднав, станав. Многу битен дел. Не можам сега дека имам екран и можам да се гледам и не можам прекинам да се гледам, да не гледам у камерата. Пошто е многу чудно кога гледам вака и кога гледам вака. Океј, почнам со трчање, И пак гледам вамо. Во средина на трчање сум. Сонцево, Растур прај сонцево. Како што помина влогов, така мене ми помина и денот. Okay. И сега ме сваѓате како некогаш се случува. Многу брзо мимо поминато денот. Ќе завршам со учење, одам да извежбам и се случува се околу мене и одеднаш завршува денот. И сега треба да изберам дали да направам краток влог или да вметнам нешто во влогот или да го спасам влогот или нешто дрмно. Од преска дрма нешто не можам да откриам што е. Ќе одговорам едно прашање или две, можеби три од Q&A-то што го правев вчера. Затоа што знаеш што? Мислам дека сега сум толку отворен со сите што ме гледате, као буквално толку отворен муабет си правам со вас, што као другари сме си се разбираме. Можеби треба да зборуваме формално, затоа што знам дека понекогаш некои од професорите што би беа во средно го гледаат ова и многу ми е чудно кога се обраќам, тоест не се обраќам на професори со ти, туку со вие. И ако се обраќам со вие, може да се однесе како да зборам во множина. А ти, као сакам да се обратам, не е битно. Не, ова се со поздрави. Поздрави број 6, коментирајте поздрави од минатото, 645 има коментари. Луѓе, што имате направено вие? Thank you very much. 397 коментар на Q&A-то од вчера, што го правев, инаку статусот за новото Q&A е отворен, така што може да цирнете на Facebook пејџот. Бојан, дали си го гледал Black Panther? Поздрави ме плиз. Поздрав Бојан, уште го немам гледано. Сите го зборат, ни трейлер имам гледано за него, ни ништо. Единствена работа што знам дека е прв филм каде што црнец е херој. Каде што црнец во приказната е херој, што не верувам дека се нема случајно претходно, ама знам дека заради тоа е значаен филмот. Не знам, го немам гледано, да не ќе зборам ништо, тоа го начув само. Антони Динов, кој ти е омилен филм или цртан од детството? Поздравиме најак си. Поздрав Антони, и јас растев со една серија која што се викаше Наше мало. И тоа е нешто као сите турски серии сега да се стават во едно. Така бевме сите, претпоставам, моја генерација и Боби генерацијата, со тоа буквално растевме. Тоа ни беше детството. И мислам дека има целосни епизоди на YouTube, може да се погледнат, или може некој од вас знаете од постари браќа, сестри ако имате, али тоа ми беше дефинитивно омилена серија за гледање. Дечки, ќе го одјавам влогов тука, фала ви многу што го гледавте, фала многу што ме дружите на влоговиве, мило ми е што има... What's up? I'm just filming a vlog. Okay. Мило ми е што има интеракција, мило ми е што има се, и уште еднаш фала многу што го гледавте видеово и се гледаме утре со ново видео.